се смирува состојбата по поплавите што го зафатија подрачјето на општина Чешиново-Облешево. Заканите од нови излевања на речните корита веќе се под контрола. Изутрината состанок одржал општинскиот кризен штаб, на кој присуствували представници од Дирекцијата за заштита и спасување, од Црвен крст, од Министерството за внатрешни работи и од Центарот за јавно здравје од Кочани. Биле дадени насоки за натамошни постапки. Во договор со Црвениот крст на Република Македонија ќе направиме акција за доставување на вода за пиење, затоа што најголемиот проблем во моментот во општина Чешиново-Облешево, бидејќи нема сопствени извори и водоводни мрежи, бушотините со кои што се снабдуваат со вода населението се веќе загадени и неопходно е да се достави питка вода до секој од домовите што се зафатени од поплавата. Исто така морам да истакнем голема благодарност до компанијата Бехтел и Енка, кои што го прифатија повикот и барањето кој што го доставивме до нив. Во најбрз можен рок ќе излезат на терен со тешка механизација и ќе пристапат кон расчистување на теченијата на Кочанска река, од која што настане и целиот овој проблем на територија на општина Чешиново-Облешево. Го формиравме кризниот штаб за точно да ги лоцираме потребните точки кои што ја прават целокупната штета. Една од нив е и тој бугарски канал, кај што со соодветна механизација ќе се пристапи на терен и ќе бидат исчистени во најбрз можен рок. Како превентива од можни заразни заболувања ќе се направи дезинфекција на јавните простории, пред се во училиштата. Наставата во училиштата се одвива во нормални услови, затоа и го повикавме Центарот за јавно здравје, бидејќи тие се надлежни како институција да направат дезинфекција на територијата што беше зафатена од поплавите. И веднаш штом ќе се создадат услови за да се пристапи кон таква акција, во договор со нив ќе се направи дезинфекција на потребните објекти и земјиште превентивно за да не дојде до некои бактериолошки загадувања. Во меѓувреме граѓаните почнале да поднесуваат пријави за штета од поплавите. Уште од утринските часови граѓани кои што се засегнати директно од поплавите веќе доаѓаат во општината и поднесуваат барања за обештетување од поплавите. Дополнително комисијата ќе ги сондира сите тие барања и ќе излезе на терен да ги попише вистинските состојби од настрадната штета. Градоначалникот Костадинов веќе апелираше за итна помош од државата, со оглед што општинските ресурси не се доволни за справување со обемот на штетите. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.